Ovdje je kavadarski ambijent, je prijatan, zvistinski, futbolski praznik danas kad gradec nagrozujete i živete. Okolo 3000 ljubitelji na futbolot na gradski stadion će ga proslavati finale na Natrovar. I da su mladinskото finale se održa preko Natrovara, koje imate možnost isto tako da ga gledate iz direktan prenos na našата втора програма. Футболерите на Вардар ја се влада Беласиća sa 7:0 по време 3:0. Kako će biti ishoda, kad ovaj meč teško može da se prognozira, se radite za dve izradite ekipi, sada na početku iznaka на всяка финала ја слушнах силната на нашата држава, по-малку ќе проследиме големата пресветка. Тоа ќе биде надмудрување меѓу тренерите Зоран Смилевски и Неđad Варлашевиć. Смилевски беше загрижен малку пред мечот, бидејќи не може во екипата да го вклучи Захариевски, еден од организаторите на играта, кој поради 2 жолти картона само ќе го проследи ова финале. Беше кажен и Захариевски, нашиот репрезентативец, навистина бидеше зашто не може да игра, изјави дека ова ќе беше еден пријатен миг за него, за неговата спортска кариера и воопшто за неговата фудбалска биографија. Но тој е млад играч, има време за него, има идни на тренери каде се може да ги покаже и веќе потврдените квалитети. Капитани на екипите се Страјчев, Кајсилев, тоа е познатиот голман на Кратовчани, и кај слога Југо Магна, тој Медведин Менети. Ова се составот на Силев. Со број 1 Трајчев, 2 Николов, 3 Начев, 4 Гизелев, број 5 Веселиновски, 6 Милошевиć, 7 Гошев, 8 Каранкиловски, 9 Бесковски, 10 Начевски, 11 Джокиć. Тренер на екипата Зоран Смилевски. За слога Југо Магна, тоа е на тренерот ќе го почнат овие 11-тина. Со број 1 Липовски, голман, кој е најзаслужен со слога Југо Магна се најде во ова финале. Знаете какви прекрасни бравурозни отради имате во полуфиналната средба против Македонија. Со број 2 е Стилјановски, број 3 Тима, 4 Демјански, 5 Бегановиć, 6 Саломеровиć, 7 Станковски, 8 Менети, 9 Мичердовски, 10 Бегановиć, 11 Бекири. Тренер Неđad Варлашевиć. Средбата ќе водат нашите интернационалци. Главен судија ќе биде Ванчо Котев од Стипа, ќе му помага Бекин Баута од Стрига и Белко Јасиновски од Скопје, како четврти судија Ангел Бунгуров од Кавадарци. Делегат на натпреварот е Борис Христов од Велес и почеток почетниот удар за футболерите на Слога и веднаш до својот капитен Менети. Подобен удар за Слога Југо Магнато. Бекири има сигурен удар со левата нога, може да биде опасен, но сега опасно со спротивната страна. Брз против напад Гошев има шанса, дали ќе усpe и ова погодок. Силек води. Стрелец на голот репрезентативецот Златко Гошев. Ова се случи во 24-та минута од
во 24-та минута од Во 24-та минута Силек поведува со 1:0. Уште еднаш ќе следиме оваа акција. Погледнете, Липовски истрка од голот. Гошев побегна десно и прецизно покрај самата статива ја пласираше топката во голот. Трајчев чека неговите соиграчи да одат во напад. Дегажира таму до Босковски. Босковски се бори за позиција. Ти е Босковски и гол! 2:0 Начевски. Сетта работа заврши Босковски. 2:0 Начевски. Супериорна игра на фудбалерите на Силек. 27 минута. Еве по 3 минути од како Гошев постигна гол. Нов гол стрелец Митко Начевски. Играчот со број 10. Претходно сетта работа ја заврши Босковски, а претходно имавме еден угов да го звамна голманот Киро Трајчев. Карамфиловски треба да го изведе корнерот. Кариерата ја почна во напредок од Китево и ева гол. Погодок 3:0 запечатена е судбината на својот Југо Магнат. Джокич стрелец овој гол во 50-та минута. Погледнете уште еднаш, Джокич со глава, удаво, Липовски заплива во воздухот, беше несигурен, тргна десно, топката отиде лево и така беше совладан. Мисердовски, Бекири се обидува да побегне, Николов беше пред него и тук имаше прекршок, да, прекршок имаше, тоа Косев го забележа и тоа ќе биде, да видиме што. Ми се чини, ако се биде во ред, би требало тоа да биде најстрога казна, да, имаше тука прекршок. Маријан Начев во жолт картон. Да видиме сега ќе бие Тина. И стравотен удар Трајчев беше немоќен. 57 минута по мојот часовник 3:1. 3:1, стрелец на голот Тина од 11 метри. Мисердовски до Омерагиć, како да се уплаши да влезе внатре или да проигра некого, а можеше да го проигра Бекири, тука беше и Коласинец. Гошев го изфрла во напад Джокич, да видиме дали ќе има погодок во оваа ситуација. Джокич, тоа ќе биде гол. 4:1. Радост за навивачите на Силек, одлично преигрување меѓу Гошев и Джокич. Джокич повторпат се записува во листата на стрелците, водство на Силек 4:1. Уште еднаш ја гледаме оваа акција, Силјановски не можеше да го стигне брземегиот Джокич. Ово ја запати топката, во пача се обиде нешто да стори Липовски, меѓутоа не успева и 4:1 за Силек во 82-та минута од преварот. Мисердовски и тој како да крена Рачев, го нема веќе во нападот. Бегановиќ тука и во овој момент ми се чини нешто пред време. Ванче Кочев означи крај на финалето, четвртото финале на Купот на Македонија во футбол. Силек повторпат во својата историја го освоила драгоцениот трофеј. Ја совлада екипата на својот Југо Магнат со 4:1, полувреме 2:0. Тука читаат меѓу сега фудбалерите на Силек, претходно тоа го сторија
Fudbalerite na Sloga Jugo Magneta i sportivo priznao ovaj poraz u ova finale što se odigrava jedan prijatan ambijent na prekrasan teren, pred jedna navistina korektna publika na gradskoj stadion v Kavadarci. Kavadarčani zasluživate ovakvi natprevari, ovakvi spektakli i ne ni slučajno, ni čudno što se 26. Makedonija ovde na ovaj grad mu dodeluva ovakvi natprevari, a tika često igra i naša mlada fudbalska reprezentacija. Pozdrav svojim gledacite, radosni se fudbalerite na Siles, zasluženo stigna do dragocenija to trofej koji po malku će se najde v nivните rate. I evo momenta koga odraćajte na gospodine Kljubića Ivana, se predademo Pešaretna fudbalski osvojstva Makedonija za osvojenje od kupa. Радостен, пресреćен, Кире Трайчев, голманеца Силес, по 100 пат во неговите раце овој Пешарет. И Зоран Смилевски ја потисува убавината на овој трофеј. Имаше тешки, нервозни моменти, но на крајот ќе се заборава последен ваков успех. Фудбалерите на Силес слават, тие доаѓаат до вториот куп. Usednost im upatuvamo čestitki i posjetuvamo дека во денешното финале во Кавадарци пред околу 4000 ljubitelji na футболот, чија ја се влада екипата на Слога Jugo Magnet со 4-1, полувреме 2-0, стреси на головите, Гошев 24-та, Начевски 27-та, Токсичка 10-та и Токсичка 82-та, стрелец на единствениот гол за Слога Jugo Magnet, имал пенал во 57-та минута. Почитувани гледачи, со ова го завршуваме директниот пренос од финалната средба за фудбалскиот куп на Македонија. Пријатно!